Александар Николовски на самиот почеток сакам да ја потсетам јавноста дека токму е посочен извор за лажни вести и од амбасади и демантиран токму од истите, од меѓународни институции. Она што сака да го прави Александар Николовски во својот статус и ВМРО ДПМН преку своите изјави токму на оваа тема е спинување на закон кој што е потполно јасен. Јас, за да бидам прецизна, ќе се повикам токму на законот за јавноста, значи да нема дилеми. Законот за утврдување на јавен интерес за номинирање стратешки партнер за имплементација на проектот за изградба на инфраструктурниот коридор 8 и коридор 10 е донесен во 2021 година, објавен во службен весник на 16 јули истата година, број 163, што значи е достапен за јавноста. Во член 11 став 3, односно во делот каде се регулира ангажманот за работници од дома и од странство, јасно стои обврската стратешкиот партнер да користи најмалку 51% од локални ресурси. Токму ова е моментот каде што Николовски го прави тој спин. Значи, Николовски спинува затоа што законот е јасен. Тоа значи дека ако нашата земја, да објасниме, има доволно локални ресурси кои што може да ги користи, тогаш значи може процентот да биде и повисок од 51%. Во член 13, во однос на другото прашање, пак во став 1, јасно стои дека ангажираните работници мора да ги имаат потребните дозволи кои што се за престој за работа, согласно овој специјален закон, точно утврдена ова процедура, односно тоа што стои во договорот е согласно законот.